Учествувам во животот на Македонската православна црква целиот свој живот, но никогаш не сум се замислувал како поглавар. Прво затоа што јас бев свештеник со семејство и никогаш не ми паѓаше на ум дека еден ден ќе станам поглавар на Македонската православна црква. Сум бил близок соработник на сите претходни поглавари, но кога дојде на мене ред, тоа ме изненади прво. Ме најде неподготвен. Јас ова своја свесност, ова своје сознание го искажав и на соборот, изборниот собор, веднаш откако падна одлуката да бидам архиепископ. Ме прашаа како се чувствувам. Реков дека сум уверен дека е Божја промисла и молитва и застапништво на Свети Климента да бидам поглавар на Македонската православна црква, да бидам еден од архиепископите на Охридската архиепископија. И тогаш искажав една мисла која се памети од многумина што го слушна, тоа реков: не се чувствувам достоен. Чувствувам дека сум најобична нула, ништо. Се ќе зависи од тоа како ќе успеам да работам, да соработувам со браќата архиереи. И реков дека со првиот, со единицата и една нула, ќе имам 10 сили. Со вториот, со двојката 20. И само така, работејќи, сметам дека Господ ми помага и Свети Климент ми помага да можам да извршувам мојата поглаварска, архиепископска должност, која е многу одговорна. Јас кога излегов да седнам на престолот на Свети Климента, целиот треперев. Треперев од сознание дека ненадејно, неподготвен, седнувам на тој престол на големиот Свети Климент и на сите македонски архиепископи охридски. И тогаш се заветував, а тоа стои во мојата проповед, во моето слово за време на интернизацијата, дека секогаш со молитва ќе ја чекам по раката на Свети Климента и тоа го правам. Сите мои одлуки архипастирски са донесени на колена, на молитва. Зашто тогаш сум само сигурен дека не грешам. Улогата на Македонската црква, на македонските архиепископи во историјата била голема. Македонските охридски архиепископи го воделе овој народ, го просветувале, го христијанизирале, успевале принципите на Светото Евангелие, повелбите на Светото Евангелие да ги внедрат длабоко во нашата македонска душа и да ја оплодат. И таа создавала не само црковни вредности, не само градби, икони, фрески, резби,
ръкописи, создавала нешто во народната душа, која отпосле го репродуцирала она што го добила преку христијанизирањето. Без македонската црква не би имале македонска нација. Та е близко сврзана, тоа е една симбиоза. И ако гледаме на нашата црковна уметност, ние ќе видиме дека таму имаме црковност и националност. Ако гледаме на чисто народното творештво, на везовите, на народните приказни, народните поговорки, народните песни, ние гледаме како во тие народни умотворби се отсликува христијанската порака. Оние наши везови со толку многу крстови, со толку многу испреплетени црни и црвени конци. Тоа е душата на македонецот. Македонецот не е примил верата само за во црква. Таја вера што е примил, таа е и во неговиот дом, низ векови. Таа е во текот на неговата работа, в поле, в работилница, на тие бојни полиња за обстојување. Македонецот е православен христијанин длабоко во својата душа. И има нешто специфично македонско православие. Не случајно преку нашите црковни собори, преку нашите активности, уште за време на народно-ослободителната борба и потоа, настојувавме да се образува, да се обнови македонска црква, да имаме оно што сме имале. Ние бевме во почетокот сосем одлучни. Сакаме наша македонска православна црква. Сакаме наши македонски владици. Сакаме наше македонско свештенство. Сакаме во животот на македонската православна црква да се гледа, да се види дека тоа е продолжување на оние славни традиции што сме ги имале во минатото. За несреќа, ние останавме најдолго, македонскиот народ останал најдолго под робството на Отоманската империја. Се формирале балкански држави, грчка, бугарска, српска. И тие држави, понесени од мегаломанство, сакале да го зголемат оно свое, земајќи од македонците. Србите сакале да земат од македонци да направат срби. Бугарите сакале да направат бугари. Грците сакале да направат грци. Но Македонија живеела со векови, имала своје епархии, имала своје свештенство, имала своје монаштво, имала свој живот, автентичен македонски црковен живот. Ние сме црква која со векови живеела, ние сме црква која дала христијанство, дала култура, дала писменост на сите словенски народи, вклучително и на српскиот народ. Српскиот народ, српската црква биле под юрисдикција на Охридската архиепископија повеќе од 300 години. И ако некому му е мајка, тогаш ние сме мајка на српската црква, а не српската црква на македонската. Јас многу пати велам, може ли ќерката да ја биде мајка на својата мајка? Се што прави српската црква не го прави од ревност за
преуспехот на православието. Не. Преуспевањето на православието најмалку е најзеважно. Тие сакат црквата и денес, како некогаш што е употребувале како инструмент за посрбување, и денеска да го направат тоа. Јас многу често деновиве мислам како замислуваат тие она што го прават, како може да се оствари тоа. Ево, тројца администратори веќе се откажа. Сега патриархот го убедил да стане. Како замислуваат, како може да действува тој човек во Македонија, во Македонската црква како администратор? Ние имаме канонски ред, имаме наш устав, имаме наши правила, наши одлуки. И како сметат тие да дојдат да не водат? Како ќе не водат? Ево, претендираат на 3 епархии. Скопската митрополија, Световско-Струмичката епархија и Охридско-Битолската епархија. А ние имаме Полошко-Кумановска, имаме Повардарска епархија, имаме епархии во странство. Американско-канадска, европска, австралиска. Како сметат практично тоа да го направат? Што може тие да ни помогнат? Аз ве уверувам, во текот на сите овие години јас не прочитав ни една реченица со кои изразуваат ревност за православието, само за српството. Ние не сме срби, ние сме македонци. Нека си ја терат својата работа таму. А ако сака да има тука свештеници за србите, и ние ќе го бараме истото. Ние имаме повеќе македонци таму, отколку што има тие срби тука. И тие срби нивни са доселени тука, не са срби, македонци срби. Немаме ние македонци срби. Ние сме сите македонци. А тие што дошле, можат и да си појдат. Ако не им е убав, нека си појдат во Србија. Но ние сме навистина широки. Ние ги примаме србите како браќа по вера. Тие многу често се членови и на нашите црковни управи. Ние имаме свештеници во Македонија кои се родом срби, но се школувале кај нас и имаме ние доверба во нив и тие се свештеници во нашите парохии, каде има и срби и македонци, особено во тие делови. И ние сме многу задоволни од тие наши свештеници. За време на оние разговори што беа во Калиште, еден од учесниците на тие разговори, представник на српската делегација, рече, после тие обемни разговори, информирања, па вие сте направиле многу повеќе во Македонија, отколку ние што сме направиле. И ред е, време е, најпосле да ве признае. И да ви кажам, и тоа признавање, мене некогаш ми се чини малку и смешно. Јас се уверувам дека има тамо разумни луѓе кои знаат, многу добро знаат, што е македонската црква, што е македонскиот народ и го знаат животот наш. Кај нас никогаш немало двоумење дека сме православни и дека ни може да ни се закани некаква опасност да не бидеме веќе православни. Секогаш сме биле православни и сега сме православни. И сакам да знаат сестринските православни цркви дека во Македонија православните христијани се православни, вистински православни христијани, кои живеат со векови спрема каноните на Светата православна црква и според пораките на Светото Евангелие и на нашиот христијанизатор и основач на Македонската православна црква Свети Климент. Љубов кон човекот, љубов кон се што е создадено од човекот, љубов и кон непријателот. И ние во денешно време особено сакаме ова да го увидат сестринските православни цркви, особено овие од нашето соседство. За жал, не признаваат црквите православни не затоа што ние не сме достатно православни, туку затоа што сме македонци.
Ватикан за нас je веќе повеќе години црква католичка која нема претензии да не католизира, да не прави унијати. Тие имат само еден пријателски христијански однос кон Македонската православна црква и до сега повеќе пати ни помогнале. Тие никогаш ни во еден разговор до сега не кажале, не рекле дека имаат желба да станеме католици, да станеме унијати. Напротив, настојуваат православието своје да го пазиме, да го развиваме, а со ни да имаме само тоа екуменско отворено пријателство. Секогаш великодостојниците на Ватикан, на Римокатоличката црква, настојувале да најдат што може да ни помогнат, во што може да ни помогнат, но никогаш и самите не си придавале некакво значење во смисла тие да не признаат, да биде непризната црква. Ние тоа од нив и не го бараме. Денешната католичка црква особено ги почитува светите браќа. И ова црква која ќе се гради католичка во Охрид ќе биде посветена на светите браќи Кирил и Методи. Тој култ на словенските просветители, учители, на вистина почнува да се негува, да се култивира и во католичката црква. И мислам дека тоа е една жива врска, силна врска меѓу источната и западната црква. Поинаква е положбата на Македонската православна црква денес, кога имаме наша самостојна држава, кога имаме наша политика, кога ово е наша држава, отколку што беше додека бевме во Југославија, бивша социјалистичка Југославија. Но можам да ви кажам дека и тогаш македонските државници, и тогаш, водени од некој усет натрешен, сознава дека Македонската црква е државотворен принцип, државотворна сила и не ни одмага, не ни дава да вршиме чисто верски активности, но црквата како фактор ја сознава како голема сила. И во тој однос се бореа за правата на Македонската православна црква. Но сега нашата црква чувствува дека има државата зад себе. Јас само ќе кажам дека едно само ме вознемирува. Едно ме така исполнува со мака, со тага. Гледајќи во Македонија несогласување меѓу одделни партии. Македонски партии една со друга не сака да се видат. И настојуваат црквата да биде припадник на една од партиите. Ние велиме тоа нема никога желба да правиме. Ние сме црква на македонскиот народ. Добро е што има партии, само тие партии треба да имат консенсус, да бидат согласни во оно што е најважно, да настојуваат Македонија како држава да се издигне во очите на сите наши луѓе.
Јас сум човек широк. Сакам сите што живеат народности во Македонија да се чувствуваат во нашата држава на вистина како во свој дом. Но има работи кои ме загрижуваат. Има работи кои ми исполнуваат некогаш и со голема мака. Не можеме ние да дозволиме во нашата држава, во Македонија, отделни малцинства да се стават заедно со нас. Ние сме домаќините на Македонија. Тие живеат со нас. Ние имаме почитување за се што е нивно. Но тие сакаат дури да се дигнат над нас. Верувате, јас имам некогаш чувство дека имаме ние помалку права како народ, отколку што имат тие малцинства. И мислам дека е време е, ако тие не можат да го сватат тоа, да им се каже од името на сите македонски партии, од македонскиот народ, дека тие треба да сватат дека ова држава е македонска. И тие се тука затоа што ние постоиме, а ние сме готови да им ги дадеме сите права. И во Америка, и во Канада, и во Австралија. Откако ние отидовме таму, меѓу нашите сонародници, нашиот човек се почувствува врзан за црквата, среќен што е има. Години наред, нашите браќа македонци оделе во тие земји, работеле, и македонската душа, длабоко религиозна, црковна, имала потреба да појде црква. Имала потреба да ги празнува големите денови. Црквата за луѓето е се. Не само црква, таа е се. Она што била нашата црква за време на робствата, особено во 19-тиот век тука во Македонија, тоа са нашите цркви во Тунгина. Додека беа тука на власт комунистите, атеистите, се сметаше дека нашите цркви се клубови и ги водеа луѓе често пати нерелигиозни, не црковни. И јас заварив една таква ситуација да во многу цркви имаше некрстени луѓе, невенчани луѓе во управите. И ево веќе 4-та година настојувам тоа да го исправиме и успеваме во тоа. Во овој период, комунистички, атеистички, црквите и манастирите, многу цркви, рече сите манастири, беа претворени во музеи. И државниот фактор гледаше на црквата како на музејска вредност. Сега ни се враќат нам сакралните споменици, црквите, манастирите. Водиме борба околу тоа да ни се вратат и имотите. И имоти биле давани, дарувани од нашите верници, за да можат тие храмови да се одржуваат, да се украсуваат. Но, додека тие цркви беа музеи, нашиот народ беше осиромашен. Но, слава му на Бога, тоа е веќе минато кај нас.
И во нашите манастири навистина се врати она побожност. И оно што е најважно за нас, најголемата радост, во неколку манастири имаме обновено монаштво, калуѓери млади. И тоа е голема радост за нас, за Македонската православна црква. Нам ни се префрлуваше и со право ни се префрлуваше дека немаме монаштво. А во Македонија со векови имало многубројно монаштво. Имало во некои манастири по 300 калуѓери, по 350 калуѓери. А денеска имаме нешто што ја радува нашата душа. Тоа е дека многу образовани млади луѓе одат во манастирите. А сме многу среќни што Господ ни го даде и најмладиот владика Наум, кој престојуваше 8 години во Света Гора, и што тој најде начин да ги собере тие луѓе во Велуса и во Водоча. Тоа се два манастири, машки и женски манастир. Ако има повеќе простор, ќе има и повеќе манастири. Имаме монашки кадар и во манастирот Свети Јован Бигорски. И наша цел е тие млади луѓе оспособени да бидат самите раководители на манастири, да се раселат по сите манастири во Македонија и да го обноват монашкиот живот во тие манастири. Наша најголема надеж е токму во нив за идниот епископски кадар. Тоа се луѓе кои ќе бидат идни владици на Македонската црква. Секој ден нивните манастири се отворени, нивните богослужби посетени и луѓето се враќаат од тамо преродени и чувствуваат дека задачата на црквата е токму таја на човекот од светот, од секојдневниот живот, да му дадат известна утеха, известно богатство духовно, да му ја врата смислата на животот и да му дадат основи за еден морал кој е денеска толку многу расклатен. И јас сметам дека црквите и манастирите ќе помогнат и на нашата младина, да може навистина да се ослободи од многу своји недостатоци и пороци. Барам од државата да ни дозволи да имаме вероучение во училиштата. А тоа го бараат и родителите, и самите ученици. Па и самите наставници бараат да има предмет вероучение кој ќе значи подкрепа токму на моралот, да добијат децата нешто што го нема ни во еден предмет од нивната така програма школска. Вероучението ќе ги поврзи со Бога, со возвишеното, со вечното. Вероучението ќе ги запознае со вредностите на црквата во минатото, па и денес. Црквата наша, епископите, свештенството, не треба само да чекат да дојдат луѓето в црква, да запалат свеќа, тие да си пеат тамо на свој црковнословенски јазик и младите да постојат, а отише со желба нешто да чујат. Јас мислам дека ние треба да излегуваме од црквите, да се појавуваме и по телевизија, и по радио, и по весници, и да говориме, да чујат младите што е пораката на црквата, што давала црквата на нашите луѓе во минатото и што може сега да им даде. Јас, иако сум стар, правам се што можам за да се обратам на луѓе кои не доаѓаат црква, а имаат интерес за црковната порака, за Христовата порака. Црквата беше отпишана и се беше прогласена
за таја која дава опиум за народот. Го опива народот духовно. А денеска ние на вистина градиме цркви. Тоа градиме цркви по иницијатива на самите верници. Верниците го сакат тоа. И тие цркви напредуваат. Во градот ние имаме една црква Свети Никола. Таа е скоро веќе готова. Ќе ја светиме скоро. Ставивме темели на црква горе на водно. И таа црква напредува. Се гради. Имаме црква во близината на Скопје, Света Злата Мегленска. Луѓето сакаат да имат своји цркви. А кога се правеше планот на Скопје, во тие години никаде црква не предвидува. Ја сметам дека ние се заложуваме и понатаму ќе се заложуваме да има се повеќе цркви во сите населби. Светиот архиерейски синод во секоја православна црква има централно раководно место. Епископите, владиците собрани заедно на своите заседанија ги решаваат сите проблеми во врска со животот на црквата. И свесни се дека за време на тие заседанија тие не го изразува само своето мислење, туку она што го дава како порака Светиот Дух. И во сите црковни собори во минатото, вселенски и помесни, се вели во почетокот на сите одлуки посака Светиот Дух и ние. И ние чувствуваме дека Светиот Дух раководи со нас. Дето Кирил, кој е повеќе од 30 години владика македонски, стана владика на 32 години, е еден од подписниците на актот за обновувањето на нашата автокефалност. Долго години беше и раководител на нашите епархии во странство, во Австралија, Америка и Канада. Сега ја раководи епархијата Полошко-Кумановска. Е голем градител, голем организатор и сметам дека тој човек и денеска врши многу важна улога во нашата црква. По него е Дедо Гораст и тој е повеќе од 20 години архиерей во Македонската црква. Има завршено Богословски факултет во Белград. Беше владика во Штип, во Струмица, а сега е владика европски. Сите европски земји са под негово раководство. Се разбира, таа епархија уште не е уредена, но сметаме дека со помош на Светиот Синод и тоа ќе се направи.
По него е дедо Петар, тој е човек кој ревнува, кој го познава црковното право, каноните и е зилот. Зилот значи човек кој со сета душа се бори за успех на Светата црква. Тој е многу добар за тие контакти и мислам дека е најзаслужен за доаѓањето на најмладиот наш владика од Света Гора во Македонија. Развива дејност просветна, печатарска, издавачка и сметам дека пред него предстојат уште поголеми задачи. По него полагање е Дебарско-Кичевскиот владика дедо Тимотеј и тој е голем организатор, обновител на многу цркви и манастири, се заложува многу за издавачка дејност и многу, рече секој месец има по една книга се печати кај него. Веднаш по ръкополагање по него е дедо Стефан. Стефан Брегалнички. Тој е човек чуден, како дарба Божја, како личност, благ, тих и многу интелигентен. Тој е кај нас одговорен по просветата. Тој е редакторот на нашиот вестник Црковен живот. И дојдовме до последниот, до најмладиот, до дедо Наума, кој повеќе пати го спомнам. Тој е вистински дар од Бога за нашата Македонска православна црква. Со него добивме обновител на калугерскиот, монашкиот, манастирскиот живот. И тој се занимава со книгоиздателска дејност и е вистински учител не само на калугерите и калугерките околу себе си, но на реката посетители што секој ден влегуваат во неговите манастири. И сметам дека еден ден овие одлуки, овие наши седници, овие наши записници што ги води дедо Ратомир, ќе бидат богат историски извор за животот на нашата црква во нашето време. Би бил непотпол и неправичен ако говорам само за живите архиереи. Сакам да проговорам токму за оние кои ја заораа првата бразда во обновената автокефалност на Охридската архиепископија. Тоа се првиот архиепископ на Македонската православна црква, Доситеј, кој дојде во Македонија и се стави потполно на располагање за она што беше идеал наш, да се обнови епископатот, да имаме наши епископи. И тој претрпе големи удари од страна на Српската црква, но обстоја и остави многу. Тој е основачот на нашата богословија, тој е основачот на нашиот богословски факултет и е човекот кој не задолжи многу. И ние кога говориме за улогата на нашите владици и свештеници, на прво место го спомнуваме него. По него дојде Ангелари, човек не со високо богословско образование, но со голема ревност. И за време на своето архиепископување, тој постигна многу. Беше ревносен проповедник,
беше добар администратор и полагаше голема грижа за нашите цркви во прекоокеанските земји. Дедо Гаврил, Бог да го прости, беше голем интелектуалец, голем филолог и тој иницијаторот за преводот на Библијата. Тој не беше богослов, не беше теолог, но беше човек со вера и знаеше да одбере кадар со кој ќе работи. Преводот на Стариот и Новиот Завет се работеше скоро 20 години. Со голема ревност, со голем труд и мислам дека тој е еден голем придонес негов. Освен тоа, тој е најзаслужен за отварањето на Богословскиот факултет. Кога се рече дека е кандидат за владика, тој изјави: нема да се согласам да бидам владика во Македонската црква, додека не се донесе одлука за основање Богословски факултет. И тој беше првиот декан на факултетот и покажа голема ревност и сметам дека е најзаслужен за тоа. Дедо Гаврил беше и голем градител. За негово време се изгради соборната црква, доизгради. И тој направи некои зафати многу смели. Посака централното кубе да се издигне. Инаку беше црквата како Амам. Успеа во тоа. Имаше некои скршени странични кубиња. Тој направи, сакаше тие да бидат кубиња. Иначе веќе тие ми личат на скршени минариња. Тој беше човек од акција и голем ревнител за црковното градителство. Богословскиот факултет прославува во година 20 година од своето постоење. Јас сум еден од првите професори таму и уште сум професор на Богословскиот факултет и сум декан на Богословскиот факултет во моите години. Можам да ви кажам дека тој факултет постојано расте. Расте затоа што растат пред се самите предавачи, самите професори. Имаме млади професори со многу ентузијазам, со многу способности и студентите од година на година покажуваат се поголеми успеси. Навистина Богословскиот факултет има кадар и професорски и има голем број студенти кои ветуваат многу. За одбележување е дека кај нас не доаѓа само средношколци. Доаѓаат луѓе што со завршен факултет. Имаме многу со филозофски факултет, со филолошки факултет, со психологија, дури и со медицина. Луѓето сакаат да добијат прво за себе. Јас сум прашал, зошто доаѓате тука? Девојче ќе прашал, момче, сакаме да знаеме што е тоа верата, што е Бог, што е човечката душа, што е смисла на човековиот живот, што може црквата да му даде на современиот свет. И тие луѓе сметам ќе бидат многу корисни во нашиот црковен живот. Тие ги знаат проблемите на своите другари, го говорат истиот јазик што тие го говорат, ги имат истите маки, ги имаме и може да бидат од голема корист. Пред празникот на Свети Климент имавме една така прослава мала на која говоре пред Соборната црква. Имаше многу деца.
може 300, 400, 500 беа во првите така наседнати. Прво на нив и ми се обратив и веле: дечиња, вие ќе бидете вистинските христијани македонци ако од сега почнете да го учите христијанството и да живеете според него. Овие што сега ги имаме се луѓе кои минале низ други училишта. Тие го сакат својот народ, му го сакат доброто, ама тие луѓе не се христијанизирани до крај. А вие што седите тука, ако продолжите да го слушате мајчиниот глас, гласот на мајката црква, ќе бидете вистински водители на овој народ, христијани православни. Се обраќам до едно, велам: ти може да бидеш председател на републиката, ама христијанин православен македонец. А друга, ти може да бидеш председател на парламентот и на владата. Вие може да бидете професори на универзитетот, може да бидете писатели, може да бидете уметници, може да бидете политичари, христијани. И тоа кој ќе стане тогаш македонската црква, ќе си го завземе своето место во животот на македонскиот народ. Навистина доживуваме црковна ренесанса. Она што станува во текот на овие последни 7 години е вистинска приказна за тоа како еден народ кој се оддалечил од својата мајка повторно и се враќа. Многумина некрстени се крстија и се крштеваат, многумина невенчани се венчаваат, многумина што со години не се причестили се исповедаат, постат и се причестуваат. Луѓето ја сакаат својата црква и празниците ги празнуваат многу радосно. Оно празнување на нашиот Великден, на нашиот Божник, на нашето Богојавление, на сите наши празници, не е само в црква, тој и во домовите така се прославува. Јако Твое е царство и сила, и слава Отца и Сина и Святого Духа, није и присно и во веки веков. Деновивам, јас имав мака нешто со моето уво. И еден лекар да не одам таму, почна доаѓа, место јас да одам, тој доаѓаше. И од разговорите видов дека тој не е крстен. Има 2 ќерки, и тие не се крстени. Има синче, 20 месеци, и тоа не е крстено. И на крајот вели: јас вам би го излекував увото, но вие ќе направите нешто за мене. Сакам и моето семејство да биде христијанизирано, православно. Во нашиот дом само мојата сопруга е крстена. Сакам и мене да ме крстите, дечињата да ми крстите. Сакам да не венчате нас. Ето тоа оно што го имаме масовно во нашиот македонски народ. За нас е тоа задача кон чие остварување работиме, но сме свесни дека не сме го уште постигнали тоа. Нам е потребен контакт со нашите интелектуалци, со нашата власт, со нашите парламентарци, со нашите учители во основните училишта, во средните училишта, со нашата економија. Ние сакаме, со се срце сакаме, но тоа е задача која може би ќе ја реши некој друг поглавар и друг состав на Светиот Синод. Но уште денес чувствуваме дека имаме поддршката на нашите луѓе. Иде време и ќе дојде кога благородното дејство, благотворното дејство на Светата Црква ќе навлезе длабоко
во сите пори на нашиот народен живот, на нашата власт, на нашата просвета, на нашата култура, на нашата економија и на нашата политика. И тогаш ќе дојде она што сме го имале во минатото. Потполна хармонија меѓу пораките на Светото Евангелие Христово, пораките на Светата Црква и практичниот живот на нашето општество. Тоа е наша света задача која стои пред нас.